Во Македонија денес се гласа на двојни избори, вториот круг од изборот за председател и предвремените парламентарни избори. Гласањето започна во 7 часот утрово и треба да заврши во 19 часот. До 13 часот излезноста во општина Тетово за председателските избори беше 14%, додека во околните рурални општини е следна. Општина Теарце 9,59%, во општина Боговиње 5,58% од избирачите излегле на гласање, во општина Жилино 5%, 17,11% од избирачите до 13 часот излегле на гласање во општина Барвеница и 20% во општина Јегуновце. За парламентарните избори до 13 часот излезноста во општина Тетово беше 24,33%, општина Теарце 24,21%, во општина Боговиње 20,08% од избирачите излегле на гласање, во општина Желино 20,07%, 24,0% од избирачите до 13 часот излегле на гласање во општина Брвеница и 25,53% во општина Јегуновце. Значи денеска во Тетово се гласа за председателски избори од вториот круг и за парламентарни избори. До сега за сите 117 избирачки одбори обработени значи се следните податоци. За председателски избори до сега имаме обработени, значи излегле на гласање гласачи 11.168 или процентуално 14,01%. А за парламентарни избори, значи гласачи имаме вкупно излезено 19.259 и 24,3%. Полнолетните граѓани со право на глас според местото на живење во текот на денов излегува да го остварат своето избирачко право. Гласачите очекуваат овие избори да поминат фер и демократски. Мирни, фер, демократски. Македонија напред да се оди. По секој поглед мислим позитивно. Очекувам резултатите да бидат позитивни до крајот на денот, до крајот на изборите да биде се мирно. И во ред. Па очекувам изборите да поминат во фер и демократска атмосфера и да победи подобриот. Па пред се подобар живот за нас младите, нови вработувања, да не се одселуваат надвор од границите на државата, да останат тука, посебно во Тетово. Мир да има деца да вработување, тоа друго што би сакал. За младите, за нас, за старите што да бараме, ништо. Да, со големо задоволство излегов на моето избирачко место и гласав за наредниот председател и наредниот состав на нашето собрание. Што очекувате? Па да се продолжат трендот на асоциација према Европската Унија и према НАТО. Ево више од близки часови оставате вашето гласачко право. Јас управо излагам од гласачкото место. Гласав и очекувам убав ден за гласање. Со голем озир. Очекувам од нешто подобро да биде. Мада не е лошо, али треба да биде, да иде на подобро. Има доста работи што треба да се решават. Има и за председателот, и за овие новите што ќе бидат изабрани. Не само да се бара гласот и да не се работи. Има потреба, има младината треба да се запозна. Има доста работи. Има потреба и ако сакамо само за да добиеме гласот не е фер. Треба и да се работи. Има доста работи. На овие двојни избори полнолетните граѓани на земјава треба да донесат одлука дали ќе гласаат за двата вида избори или само за едниот. На овие двојни избори полнолетните граѓани на земјава со право на глас треба да донесат одлука дали ќе гласаат на двата вида избори или само на едниот. Според правилата на Државната изборна комисија, гласачот ќе треба да одлучи пред да биде обележан со видливо мастило и пред да провери дали го има во избирачките списоци. Имено граѓаните денес можат само еднаш да го посетат избирачкото место и да го остварат правото на глас за вториот круг на председателските избори за предвремените парламентарни избори.
Според Државната изборна комисија, членовите на избирачките одбори се должни да му укажат на избирачот дека може да гласа на двата или само на едниот вид избори, бидејќи подоцна не може дополнително да се врати на гласачкото место и да гласа доколку претходно гласал само на еден вид избори. Од 24 март е отворена бесплатна телефонска линија во канцеларијата на Народниот правобранител, каде што секој може да пријави повреда на избирачкото право. Телефонскиот број е 0800 54 321.